Рекорден буџет и висока инфлација, неизвестност за енергетска стабилизација. Колку што е фискален документ, толку многу повеќе политичко-социјална слика за состојбата во државата. Инфлацијата не јаде. Само за една година пораснала за 20%. Трошоците за живот во октомври година во однос на октомври минатата година бележат за зголемување за 19,8%. Ова е податок од Државниот завод за статистика. Гостин во ово издание на Трилинг е универзитетскиот професор и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, професорот Трајко Славевски. Професоре, најпрво, дали власта свесно или потајно сака да расте инфлацијата со цел оваа состојба да ги држи граѓаните на штрек и во ситуација кога не знаеме колку и како ќе трае оваа енергетско-економска криза? Провокативно прашање, но мислам дека, односно не би сакал да верувам дека власта свесно го прави тоа да ја подгрева инфлацијата. Од една страна инфлацијата е и година власта, затоа што реално го намалува износот на јавниот долг кој што е емитиран во домашна валута. Од една страна и ги зголемува, на некој начин дуе јавните приходи, затоа што тие се наплаќаат на номинални износи кај данокот на додадена вредност, например, и на повисоки цени се наплаќа и повисок данок во апсолутен износ. Но од друга страна, ниту една власт не ја одговара висока стапка на инфлација, затоа што тоа создава гнев, создава револт кај народот, кој што на дневна основа се соочува со пад на животниот стандард, затоа што, како што кажавте, инфлацијата ја јаде реалната вредност на нивните доходи. Ево, например, она што скоро беше лансирано во јавноста, пресметката на така наречениот индекс на мизерија, кој што е многу едноставен, представува едноставен збир на стапката на невработеност и стапката на инфлација, ја прави Република Македонија да биде на врвот на земјите во Европа. Само Црна Гора има повисока стапка или повисок индекс на мизерија. Значи, можеби, од една страна станува збор за незнаење за водење на економските политики, јавните финансии и така натаму. Второ, популизам, се уште по инерција, да им се угоди на одредени општествени групи во државата, со тоа што се штети на најголемиот дел од граѓаните. Трето, неможност да се на некој начин зауздаат некои апетити кај коалицијските партнери. Овдека мислам на проекциите за трошење на средства за коридорот 8, оној договор со Бехтеленка. Такви проекти во кризни ситуации во најмала рака се одложуваат за некоја година. Професоре, во ист ден со различни проекции излегува Народна банка, поточно гувернерката Бежовска и министерот за финанси. Дали ова помалку треба да не загрижи или сепак ова е ситуација во која ќе мора да се анимираат сите економски и социјални фактори во државата за да се изгради еден широк консензус во однос на тоа како да обезбедиме стабилен или подолгорочен економски развој. Дали во вакви околности е тоа возможно? Прво за проекциите. Секогаш Министерството за финансии, кој што ја представува владата, е поголем оптимист во однос на стапката на раст. Проекциите на Народна банка се пореални, во случајов се попесимистички, се пониски, но најдобро би било, јас тоа го предлагав уште кога бев министер за финансии, проектирањето на параметрите на економски раст, стапката на инфлација, макроекономските варијабли да се препушти на независна институција. Словенија има таква, Холандија го има тој познат завод за планирање, така што би добиле по-реални проекции, за да нема во текот на годината, например, чести ребаланси на буџетите, корекции на проекциите и така натаму. Соочени сме со уште една противречност, а тоа е дека во наредниот период државата ќе треба да отплати речиси 2 милиарди евра за да ги санира старите долгови. Дали ова моментална стапка на задолжување може да ја издржиме и
кој е крајниот плафон? Сите знаеме дека тоа ќе треба да се врати, како што дојде сега време, кога ќе дојде да се рефинансира, да се направи едно револвинг, што се вика, со друг кредит да го платите стариот кредит, со нов кредит да го платите стариот, ќе биде по многу понеповолни услови. Мислам дека треба да се покрај она што го најавува Министерството за финансии, фискална консолидација, нели фискална консолидација, тоа да не остане само на зборови, туку буџетот кој што креира дефицити да ги намали тие дефицити во најскоро време, затоа што секој дефицит значи зголемување на јавниот долг. Дефицитот се финансира со зголемување на јавниот долг. Професоре, како ВМРО-ДПМН ќе се однесува во собранието во однос на дебатата за буџетот? Ќе бидете конструктивни? Ќе поднесете илјадници амандмани за да ја обструирате работата? Не, немам информација, тоа е, како да кажам, суверено право на пратениците да поднесуваат амандмани. За обструкција на вака важен документ не станува збор. Нели, вчера започна со експозето на министерот, видовме и обраќање на пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, кои што беа многу конструктивни, укажа дека буџетот е, како што беше во вашата најава, гломазен, дека е инфлацијски, дека е без преседан она што ни се случува сега со проекцијата за буџетот, ако дозволите само 30 секунди. Видите, никогаш, мислам дека тоа е и непознато во некоја земја, за само 2 години, од 2021 година, крајот на 2021, реализацијата и проекцијата за 2023 година, приходите се зголемуваат во буџетот планирани за 2023 за 1 милиарда евра, а расходите се зголемуваат за 1 милиарда и 100 евра. Мајте, ако го споредите тоа со бруто домашниот производ од некаде 12 милиарди евра во Република Македонија, тоа е застрашувачка фрапантна бројка и секој ќе се праша, добро, ние произведуваме ли вредност за таквото буење на буџетот? Не, одговорот е едноставен. Не, се задолжуваме надвор, доаѓаме во опасност кредиторите наскоро да ни кажат стоп, вие сте земја која што е со висока задолженост и ние не сме сигурни дека ќе бидете и понатаму способни да се задолжувате и да ги отплаќате ратите на обврзниците на кредитите и може да дојдеме во ситуација да дури не можеме некои обврски да ги сервисираме. Не сме сега во таква ситуација, но лесно би може да се најдеме со вакви буџети. ММФ одобри интервентна кредитна линија за буџетски дефицит. Дали ММФ ќе воспостави на тој начин и поголема контрола и дали може би треба да се размислува за валутен борд, идеја што пред речиси година денес ја иницираше генералниот директор на Комерцијална банка. Колку се сеќавам, лично што спомнувате, има инициирано таква идеја и предходно во изминатиот период. Не мислам дека валутниот борд е потребен за Република Македонија. Де факто, фиксниот девизен курс кој што ние го одржуваме, барем досега доскоро успешно, од 1997 година, од последната девалвација, е на некој начин или досега беше потврда дека може да се одржува макроекономската стабилност во Македонија, но сега е таа нарушена. Но ајте, валутен борд, ево, меѓу последните што воведе беше Бугарија, ако се сеќавате таму на состојбата 1997 година, кога земјата беше во голем неред, имаше голема, односно троцифрена инфлација, падна владата на тогашниот премиер Жан Виденов и тие најдоа спас во валутниот борд. Сега малку накратко ќе ве вовлечам во политичките води. Деновиве американската амбасадорка во земјава упати критики и забелешки во однос на изборот на новиот шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција. Не слушнавме забелешки или критики од опозицијата во однос на изборот на бази. Дали ВМРО-ДПМН во овој дел тактизира? Сега треба да се потсетам на изјавите. Мислам дека и ние со неверување примивме веста, особено откако
Самиот господин Абази тврдеше дека е независен, дека немал контакти со партијата ДУИ и така натаму, после се докажа спротивното низ бројни фотографии и не мислам дека сте оправо кога тврдите дека немало критики од страна на опозицијата. А што се однесува до изјавата на господјата новиот амбасадор на САД во земјава, мислам дека не беше критика, беше со дипломатски јазик, нешто дека биле збунети, односно тие жалат за средствата кои што биле инвестирани во оспособување на институцијата обвинителство во Република Македонија. Мислам дека доколку сакале да бидат критични, можело тоа да се изрази на подиректен начин. Следите интервју со универзитетскиот професор и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Трајко Славевски, кој е председател на Советот на град Скопје. Господин Славевски, Советот на град Скопје, многумина ќе речат, функционира како циркус Медрано. До кога ќе гледаме ваква рашомонијада на седниците на град Скопје и дали вие како председател чувствувате одговорност? Циркусот заврши, шаторите беа растурени. Последната седница на Совет на град Скопје, на општо изненадување, вака, ова не го кажувам со драга волја, помина безпрекорно. 2 дена дискутиравме, едниот ден за ребалансот на буџетот, вториот за останатите точки. Циркусот беше предизвикан од страна на градоначалникот Арсовска, која таа ја злоупотреби говорницата на Совет на град Скопје за политички пресметки со, да речам, партијата ВМРО-ДПМН, низиниот председател и слично. Зошто сте биле против номинацијата на Арсовска за кандидат за градоначалник? Едноставно, благодарам на прашањето. Јас и 2005 година, ве враќам многу назад, бев носител на листа на партијата ВМРО-ДПМН и тогашната коалиција за Советот на град Скопје. Тогаш поддржавме, правам паралела, независен кандидат за градоначалник, господин Трифун Костовски, кој што беше на врвот на славата, без оние, да речам, опашки кои што подоцна почна да го следат. И моето размислување беше дека во тој случај, ако направим паралела, господинот Костовски своевремено носеше гласови дополнителни, а додатната вредност на еден анонимус во тој случај, мислам мака непознат во бизнисот, единствено познат како председател на Сојуз на стопански комори, дека нема да има некоја додадена вредност за партијата. Тоа беше мојот став. Да ве подсетам, вие бевте министер за финанси. Во тоа време премиер беше Никола Груевски. Господинот Груевски тогаш имаше многу позитивни ставови во однос на тогашната председателка на Сојузот на стопански комори. Мислам дека господинот Груевски и сега има многу позитивни ставови за градоначалникот. Дали вие сметате дека треба да се оди на избори за нови советници на град Скопје? Не, ништо не би се решило со тоа. Каде се разединивте со Арсовска? Не ви ги задоволи вашите партиски апетити во однос на добивањето на директорски позиции? Лично ме прашувате. Некако ВМРО-ДПМН. Каде сум се разишол? Прво и лично и како партија. Не, чекам од надлежните институции потврда или негирање на она што беше обвинување дека, цитирам, некој бил фатен со рачињата во медот. 3 месец немаме никаква информација и мислам дека тоа ќе биде значително за градење на некој став. А за останатото, мислам, обврски, партиски односи со градоначалникот Арсовска, не можам тука да зборувам. Лично, ако ме прашате каде сме се разединиле, ние не сме били воопшто споени, затоа што градоначалникот Арсовска на 3 пати јавно во интервју има кажано дека од самиот почеток не чувствувала никаква обврска за соработка со председателот на Совет на град Скопје. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Поштено речи, тоа беше Трајко Славевски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и председател на Советот на град Скопје.